За судот е редовна постапка на годишен распоред за работа. Новорокадите на судиите од Скопскиот кривичен суд има премногу индиции дека дел од смените не се ниту случајни, ниту редовни. Судии кои со години суде организиран криминал сега ќе одлучуваат дали некој малолетник го прекршил законот или колкава ќе биде глобата бидејќи сообраќајната полиција те фатила под дејство на алкохол. 15 на судии се прераспоредени на нови работни места. Некои се унапредени, а повеќето се уназадени. Судиите кои отворено влегува во конфликт со поранешниот председател на судот Владимир Панчевски или пак не ги одбија барањата на СЈО, сега се тргнати од кривичниот суд. Во судот за прекршоци сега се судиите Седат Реджепагиќ, кој се потпиша на петицијата против работењето на Панчевски, Ѓоко Ристов, кој неофицијално имал различен став од Панчевски околу предмет поврзан со бомбите, Олја Ристова, чиј брат е еден од најгласните критичари на работата на судот, и Драган Николовски, кој има долгогодишен стаж во Скопска единица. Судијата Весна Димишкова, која даде дозвола за претрес во предметот Тврдина, е префрлена во одделот за малолетници. Прераспоредена е и судијата Славица Андреевска, која му изрече притвор на битолскиот градоначалник Владимир Талевски и ја замрзна сметката на фирмата Финзи на Коста Крпач. Таа сега ќе суди предмети по стариот ЗКП. Испразнетите места во одделот за организиран криминал со годишниот распоред се пополнети со екс-председателот на судот Панчевски, Лидија Петровска, позната во јавноста како Сваровски судијата. Таа сега го води предметот Тврдина. Во организиран криминал ќе судат и Моника Бахчованска, сопруга на функционерот на ВМРО ДПМНЕ Владимир Бахчовански, и судијата Ивица Стефановски, кој го судеше пуч, се додека СЈО не го повлече обвинителниот акт. Во одделението за претходна постапка остануваат истите судии. Таму пак симптоматично беше носењето на судијата Александра Попстефанија, роднина на функционер на ВМРО ДПМНЕ, кој од Неготинскиот суд беше префрлена во Скопскиот суд за прекршоци и оттаму повлечена во Кривичниот суд. Во исто време, годишен распоред е донесен и во Врховниот суд, каде ВД председателот Снежана Бајлозова се поставила на неколку нови позиции на сметка на поранешниот председател Лидија Неделкова. Бајлозова сега е председател на Кривичниот совет, односно одделот за казниви дела, член на одделот за судска пракса и судија кој ќе одлучува по барањата за донесување на наредба за следење на комуникациите. Пред неа, овие одлуки ги носеше поранешната председателка Лидија Неделковска, која е назначена само како член во одделот за судење во разумен рок. Од двата суда побаравме информација за тоа кои точно судии се опфатени со рокадите, кои функции ги имале и на кои места се прераспоредени, но и колку предмети имаат тие. Од Кривичниот суд не упатија на веќе објавеното соопштение, во кое нема ниту една информација која побаравме од нив. Додека од Врховниот суд ни одговорија дека прашањата кои им ги поставивме се преуранети, бидејќи годишниот распоред се уште не бил во примена.